Добре дојдовте во морална дилема. Оваа активност е моќен начин да им помогне на учениците да размислуваат критички за одговорноста, односите и последиците од постапките. За да ја подготвите активноста, отпечатете копии од приказната за реката Алигатор, мрежата на знаци и нивните задачи за рангирање, по една за секој учесник или група. Поделете ги учениците во групи од 3 до 5 члена и дистрибуирајте ја приказната. Нека ја читаат тивко или слушаат додека ја читате на глас. Откако сите ќе се запознаат со содржината, поделете ја табелата за карактери и објаснете ја првата задача, анализа на однесувањето и одговорноста на ликовите. Дајте им време на групите да разговараат и да ја пополнат мрежата. Потоа, замолете ги да ги рангираат ликовите врз основа на нивните постапки, поттикнувајќи дебата и расудување во секоја група. Откако ќе го финализираат своето рангирање, секоја група нека го представи својот избор пред класот. Побарајте од нив да го споделат своето размислување и да објаснат како постигнале консензус. Пресметајте ги различните рангирања на таблата за да го визуализирате колективното размислување на класот. Водете рефлективна дискусија користејќи водечки прашања како: кои вредности и ставови ги обликуваа вашите одлуки? Какви компромиси направи вашата група? Како се чувствувавте за конечниот пласман? Потоа, продлабочете ја дискусијата со прашања за тоа како акциите и одлуките влијаат на другите, како што го дефинира вистинското пријателство или љубов. Како покажувате грижа за себе и за другите? Завршете со честитки за учеството на учениците. Оваа активност не е само за решавање дилеми, туку и за учење да слушаме, соработуваме и критички да размислуваме во секојдневниот живот.